Председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски утрово ја доставил својата оставка до собранието, информираат од РКЕ. Оттаму не ги соопштуваат причините за оставката, а детали не открива ниту Бислимовски, кој не одговори на нашите повици. Од собраниските служби пак велат дека оставката се уште не е пристигната во парламентот, а откако ќе ја добијат, ќе се знае и на која од наредните пленарни седници ќе биде официјално констатирана. Во меѓувреме, како што велат од регулаторна, Бислимовски ќе ја извршува функцијата согласно Законот за енергетика и статусот на РКЕ. Оставката следува откако пред точно 2 седмици Управата за финансиска полиција му поднесе кривична пријава на Бислимовски, сомничејќи го за злоупотреба на службената положба и овластување. Според Финансова, првиот регулатор не ја одзел навреме лиценцата на компанијата Тритерол Петрол во сопствеништво на Љупчо Пецов викан Ѓаволот, кој се наоѓа во домашен притвор, иако не ги исполнувала условите за трговија со нафта и горива, со што ја овозможил да работи уште 15 месеци и да сврти промет од 3,1 милион евра. Бислимовски истиот ден на пресконференција порача дека нема да дозволи да се извалка неговото име, посочувајќи дека не прекршил ниту еден закон. Никогаш, ама буквално никогаш, немало повластена компанија или пак компанија за која што се водени постапки спротивни на Законот за енергетика и правилникот за лиценци. Нема да дозволам на ниту еден начин, имајќи во предвид дека сум и татко, и сопруг, и брат, и пријател, да биде извалкано моето име. Бислимовски ја предводеше Комисијата за енергетика речиси 8 години. Беше избран за председател во 2018 со мандат од 5 години, а во 2023 беше реизбран и доби уште еден мандат. Функцијата требаше да ја извршува уште година и половина до јуни 2028. Инаку председателот на регулаторна го именува собранието, но неговото име го предлага владата. Бислимовски беше предложен од владата на Заев, а реизбран во време на Димитар Ковачевски.